беше барана секаде, па дури и во Хрватска, каде беше на надпревар. Ги освои првото и второто место, бидејќи од неговиот труд и работа сите беа задоволни. Добрите луѓе сите ги сакаат. Ги правеше најдобрите коктели, по што беше и познат, најдобрите кафиња, смути. Беше толку добар, што постојано беше насмејан. И не знаеше да каже не. И затоа сите го сакаат и почитуваат. Со неговата добрина и неговото ангелско лице гледаше да спасе многу животи, но за жал неговиот не. А зошто? Затоа што беа оставени сами на себе да се борат и да се спасуваат едни со други. Тој беше толку многу хуман што не можел да ги остави своите другари да загинат. Каде се другарите, таму и тој. До последна надеж, со клучот во својата рака да спасе нечиј живот, до неговата кола го загубува и својот. Тој својата иднина ја бараше во Хрватска. Сега во мај, за неколку дена, требаше да замине заедно со Андре Панов, неговиот другар, браточет и колега, но за жал не успеа. Таа кобна ноќ, 16 март, не им дозволи, им ги одзеде животите. Но не само на нив, и на сите овие 62 млади, честни и невини дечиња. Нема да им простиме, нема да има прошка за нив.